Светот се движи побрзо од било кога. Технологијата расте, а време се помалку има. И во исто време сакаме повеќе. Повеќе слобода, повеќе мир, повеќе удобност, повеќе тишина, но и покрај тоа пак сме скептични. Електрични возила. Некои ги сакаат, некои целосно ги игнорираат, некои пак чекаат да се случи нешто за да бидат убедени. Ова не е концепт, ова не е визија, ова е Forting S7. А ова е најпопуларниот автомобилски YouTube канал. Арпијам, направете subscribe сега. Дизајнерски ова не е почетник. Има дизајн кој што се памети. Има дизајн кој што не бара внимание, туку едноставно го добива. Агресивен дизајн на предниот дел. Светло кој што имаат карактер. Линија на покривот кој што динамична, но во истото време е и многу елегантна. 4, односно скоро 5 метра е долг, скоро 2 метра е широк. Едноставно дизајн кој што зборува сам за себе. Отвараш вратата и веднаш го приметуваш квалитетот кој што го нуди Forting S7. Внимавален на детали. Се што ти треба, Forting S7 се ти нуди. Убав квалитет на материјали, грејење и ладење на кожни веселишта, голем екран 12,3 инчен кој што не само што е јасен, тука е многу брз. Сите функции се тука кај што ти требаат. Имаш неколку шорткат копчиња кои што се тука горе. Две остави за телефонот, од кои што едното е бежичен полнач и има ладење на самиот полнач за да не ти грее телефонот. Две остави за шишење. Голем остав под наслонов за рака. Нормално, треба да бидеш широко и пространо, да бидеш слободен. Затоа тука имаме една голема остава, да биде се попрактично. 2 USB порта, една кука тука кај совозачот. Се чувстваш добро, имаш перниче на седиштава, стварно многу убаво. Што станува збор за другиот дел од фамилијата и за пријателите кои треба да се возат позади? Значи дека тука треба да биде многу широко и пространо и комотно и удобно. И така и е. Убави комотни седишта на задниот дел. Нормално ради батериите што се поставени доле, подот е малку издигнат и ради тоа добиваме една малку поголема косина на нозете. Но не е неудобно како што знае да биде во други електрични возила. Другиот дел од комоцијата, нормално и тука ги имаме перничињата на седиштата. Комплетно рамен под, што значи дека тројца патници никаков проблем да имаат и може слободно тука фудбалчи една серва да играат. USB порт доле. За жал немам наслон за раката за ми се овозможи што поголема комоција, но затоа тука имам две остави кои што стварно ми ги заменуваат сите работи кои што ми беа потребни да ги оставам тука. Многу убаво. Голем, не голем, огромен панорамен покрив тука горе со оваа убава закосаност на самиот кров како што кажав и можеш да уживаш во убавото небо горе. Кога е топло, може да се постават едни завеси за да не ти пречат, бидејќи нема автоматска завеса која што ќе се затвора. За багажник, сега ќе видиме и за тоа. 500 литри багажен капацитет. Ако ги спуштиш задните седишта, можеш да добиеш уште многу повеќе. Тука со девојката ако легнеш, можеш, тоа не требаше да кажам. Но, многу практичен, фамилиарен автомобил. Под оваа даска тука имам уште една огромна, би кажал кадан, кај што можам слободно се избањам тука, бидејќи е стварно огромна. Можете да си ставите уште еден куфер тука доле, покрај целиот простор тука што го имате. Уште некои две мали остави од страна и нема куќи за качалки, бидејќи го има тој купеовски дел од дизајнот што едноставно немате никако да искористите. Автоматско отварање и затварање на багажната врата и значи дека е време да го почнеме да возиме овој S7. Кога ќе почнете да го возите S7, Forting S7, прва работа што ќе приметите е оно што преска на почеток и го кажав. Не го кажав ради реклама, ради промоција на S7, туку го кажав ради тоа што стварно го приметив дека е така. Вниманието. Вниманието кога го добивате е нешто што стварно S7 не го бара, едноставно си го добива, го следи со самата кола, зашто ми ја купите, добивате внимание. Дури во одредени моменти ме фати срам, ме фати едно непријатно, бидејќи стварно имате премногу погледи, премногу интерес од страна што добивате. И оно што е интересно, не само што добивате погледи од ентузијасти како мене, голем дел од вас кои што ги сакаат автомобилите им се многу повеќе од само една кола, од парче метал кој што ќе се користи, туку го добивате вниманието и баш и од тие луѓе кои што
ќе користат колава само од точка А до точка Б да ги однесе да им заврши некоја услуга и тоа е тоа. Внимание кое што мислам дека во Скопје продав на муабет вака повеќе возила отколку што воопшто луѓе ја гледале во салон или воопшто ја знаат за брендов, бидејќи стварно многу луѓе беа заинтересирани. Прво, што бренд е, второ, што е ова, колку чини леле, чека да видиме, многу добро изгледа и од надвор пред се, и од внатре, па после тоа бараат и кругче да ги свртам. Огромен интерес во поглед на дизајнот. Во поглед се на перформансите, обично ги се каже подхалба, тука не може подхалба бидејќи напред нема ништо освен едно големо парче пластика и едно големо ништо, ама баш буквално ништо, бидејќи имате една мала остава која што може да се искористи за пример за каблите, си ги ставите таму, но и е малце подлабоко, може за уште нешто плюс, но моторот е поставен на задната оска, батериите се поставени, нели реков, во подот и едноставно напред и позади вие имате празен простор. Што значи дека под возилово имаме електромотор кој што произведува некаде околу 204-205 конски сили, 56,8 киловат-часа батерија која што со полн капацитет, деклариран рейндж има некаде околу 500 км, сега зависи по кој стандард гледате, дали по ВЛТП или по CLTC. ВЛТП за европски стандард е многу поточен, многу попрецизен и тој предвидува некаде околу 500 км рейндж. Реалниот, мислам, 450 до 500, зависи каде го возите. Реалниот рейндж јас кој што го добив овие 4 дена и во овие 4 дена имам возење автопат Скопје-Штип, Штип-Скопје исто обратно, во Скопје возење околно, значи угорнини, удолнини, повторно тестирање нели на стартови на сето тоа, имаме реален рейндж од 400 до 450 км, близу 450 км со максимално малтретирање, мора да признам. Така да таа цифра е доволна да свртиме еден круг низ Македонија и да немате никакви потешкоти. Пред многу скоро време можеби го гледавте тестот кај што правиме електротура низ Македонија за да видиме колку е стресно возењето со електрични возила и да го видиме реалниот рейндж. Искочи, бидејќи станува збор за истиот бренд Fortin, кај што тогаш возевме, искочи дека рейнџот е многу прецизен, многу точен и на отворено искочи да имаме многу добри бројки. Така да гледам дека и тука тоа се повторува, каде што имаме добри бројки за возење. Во поглед на другите перформанси околу возењето, мора да истакнам само дека е многу удобно, не е ништо драматично, не е нешто спектакуларно, ниту пак за забрзувањето, иако станува збор за електрично возило, од 0 до 100 забрзува за 6,8 секунди, испробано, интересно, мислам сепак електрично возило и забрзувањето е доста интересно, но не е нешто спектакуларно каде што ќе очекувате нешто вау. Да, убаво добивате еден интересен удар, но добивате едно чувство на едноставно му чувствувате тежината. Сепак е тешко возило, батериите се тешки. Да, ради ниската поставеност доле имате многу добра стабилност, но се чувства тежината на возилото. И тоа е еден карактер на сите електрични возила, некаде помалку, некаде повеќе, но тука сепак е големо. Скоро 5 метри долго, скоро 2 метри широко, како што кажав, стварно големо возило и таа тежина што се чувствува ми е сосема нормална и не е ни така голема кога ќе ставиме на кантар колкава е возилото, колку големи пропорции има. Но мора да го истекнам дека едноставно се чувства тежината, бидејќи за еден погон па добивате интересно стартување, интересен полет има самото возило. И друго нешто што е карактеристично и за сите електрични возила, но и за E7, тоа е самото тресење, да го кажам. Обично кај другите возила чувствуваме нели клатење лево или десно во одредени кривини без разлика на висината, некаде го има тоа помалку, некаде повеќе. Кај електричните возила
Тоа е сведено на најголем минимум што може да постои ради поставеноста на батериите доле, но ради тежината што имаат од батериите се чувствено клатење, да го кажам, кое што оди нагоре надоле. И на одредени дупки кои што за жал се ги имаме во нашава држава, може да почувствувате вакво откокнување на одредени моменти. Не е страшно, не е тоа небезбедно, не е тоа лошо, но морам да го истакнам како негативна критика која што постои кај Fortin Castle. Инаку, во поглед на изолација, во поглед на колку е стабилен, колку е прецизен и со волан, и со педали, и со секој аспект, стварно многу добро. И еден друг елемент кој што многу ми фати око, обично кај сите кинески возила, не само електрични, кога доаѓаат со некој кинески бренд на гуми. Не зборам ништо негативно за тие гуми, но не секој пат доаѓаат со некои квалитетни брендови. E7 во моментов е поставен на Йокохама, кој што е стварно сериозен бренд, кој што има убави перформанси и тоа се чувствува кога возите. Прво, немате бучавост, второ, многу добро лепи гумата и одговара на тежината, одговара на возилото, на перформансите. И плюс на сето тоа, малце ќе ги истрошите, бидејќи има една многу кул опција, можете да го изгасите комплетно ESP системот на кратко. Се гаси комплетно, што значи дека можете да дрифтате, кој ќе се одберете во Sport Plus режимот, тоа е најспортскиот режим, инаку имаме Eco, Comfort, Sport и Sport Plus. Во Sport Plus многу пожив, многу пореспонзивни педали и волан имате и кој ќе исклучите ESP-то се случува ова мал дрифт. Мислам, не е нешто нели професионален мојов дрифт, но е интересно бидејќи можете се забавувате, можете да си играте со него. Се до одреден момент кога системот ќе пресмета дека всушност си играте и ќе треба да го изгаси, односно да го вклучи повторно ESP системот, односно ESC системот. Така да на краток момент можете да имате добра забава и да потрошите малку гуми. Сега тука мора да истакнам една работа. Значи кажав, не бара внимание, си го добива вниманието. Изгледа стварно многу впечатлива, влеча премногу внимание. Имате одлична опрема, сите безбедносни системи. Сега тука на воланот може ќе приметите на левата страна дека нема функции, празни се копчињата, и тоа е така бидејќи конкретно овој модел е така испратен од фабрика да ги нема одредени системи безбедносни тука. Инаку во истата опрема, истата цена ги добивате сите безбедносни системи, адаптивен темпомат, задржување во лента, да го кажам, автономно возење со, ако дадете жмигац, може да се престрои во друга лента, односно се исклучуваат следењето на лентата. Така да, сите тие безбедносни системи ги имате со сечитање на радари, сето тоа го има. Дополнително на тоа имате, тука и у моментов имаме 360 степени камера, кај што можете секој агол да го видите од возилото и возењето ви биде стварно многу едноставно, паркирањето да ви биде многу едноставно, бидејќи е големо, е гломазно возило и ви помагаат овие камери кои што имаат добра графика. Исто така, на сето тоа имате опција и сам да се паркира и сето тоа помага едноставно да ви биде многу добро, односно многу лесно возењето, многу удобно. И на сето тоа, кој ќе се стави цената од 34.990 евра, добивате еден автомобил за кој што конкуренцијата треба сериозно да подразмисли, треба сериозно да подработи, бидејќи да, има и подобри возила, има и подобра опрема. Hyundai Ioniq 6 што возев е стварно фантастично возило, еден од фаворитите мој. E7 е дефинитивно еден од фаворитите, кој ќе успоредам со цена, прави сериозен проблем. Плюс на сето тоа имаме 5 години гаранција на батеријата, 7 години гаранција на електромоторот. Тоа е еден убав показател дека станува збор за многу сериозно возило. Може би ви изгледа како реклама целово видео, но е еден искрен пристап од моја страна, како и секој пат, да ви кажам дека стварно ова што го направиле кинезите, ова што го направиле Fortin, вреди. Да, може би е во време кога
и во место каде што електричните возила за жал кај нас не праќаат толку многу лесно и многу добро, но е многу добра инвестиција. Не е спектакуларен во поглед на да кажеме на перформанси, не забрзо од 0 до 100 за 2 секунди, но добар рейндж, многу добра опрема, многу добар изглед. Ми треба да ги затамнам стаклата за не ме гледаат толку многу бидејќи ми е непријатно. Одлична цена. Одлична цена. На крајот на денот ова е возило кое што едноставно е многу добра инвестиција. Многу добра инвестиција. Го купувате за сосема прикладна цена, одлична опрема и уживате во него. Толку од мене, толку од Fortin Cast 7, можете слободно го видите во Хамачи, во Штип. Пишете ми во коментар што мислите за него и нормално направете subscribe, бидејќи ние сме најпопуларниот автомобилски YouTube канал во Македонија. Ви благодарам за целата поддршка и се гледаме наскоро. Чао!